Почитувани слушатели, за придобивките од усвоените законски измени со кои се забрани увоз на отпад од странство, снимивме разговор со председателот на партијата Дом и пратеник во собранието Маја Морачанин. Радио Спектар. Вие сте представници нели на граѓаните, меѓутоа ваквата забрана на увоз на отпад се коси со интересите на бизнис заедницата, иако знаеме дека мал број на фирми се што го користат РДФ горивото, односно на алтернативно гориво, пред се го користи нели цементарницата Усје, Макстил и така натаму. Господин Морачанин, што велат овие од бизнисот, како ќе им се одрази на нив? Нашата заложба е да ги штитиме интересите на граѓаните. Ние сме зелена партија. Нашата политичка платформа и нашите заложби се за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните. И тоа е нашиот интерес. Бизнес заедницата сигурно има некој свој друг интерес, но тоа не е нашата сфера на интерес. Особено кога се однесува конкретно по ова прашање за забрана на увоз на отпад како енергенс, она што е суштинско и зашто ние бараме да се забрани увозот на отпад, иако и постојниот закон за управување со отпад е во согласно со таа Базелска конвенција која што го регулира увозот, извозот и транзитот на прекограничен на отпад, затоа што ние во нашата држава не успеавме да создадеме ефикасен систем за контрола и на увозот на отпад и потоа на самиот процес на сугорување во индустриските капацитети. Гледаме дека и од царината изјавија дека не се во состојба 100% да го контролираат овој отпад кој што се увезува, а исто така гледаме и ние многу често и во јавноста и во собранието сме упатувале критики по однос на самата работа на Државниот инспекторат за животна средина, во однос на контролите на емисиите на штетни гасови од страна на индустријата. Факт е дека немаме акредитирана лабораторија за испитување на овој отпад. Овој отпад што неодамна пристигна, што е наменет за цементарницата Усје, мости се пратени на испитување чинам во Естонија. Така што факт е дека државата доцни со овие работи, со отварање нели на лабораторија, меѓутоа се наметнува и прашањето се нема доверба во институциите на државата, на инспекторатот, на Министерството за животна средина, на царината, па како вие гледате на тоа? На крај, ви можете да донесете закон како што сакате, ако институциите, компаниите, граѓаните не го спроведуваат, тоа е лош закон. Така е, во однос на акредитирана лабораторија, само да се надоврзам, ние со години се залагаме за да се акредитира таа централна лабораторија, која што веќе е воспоставена, постои техничка опрема, постои кадар, но мора да биде акредитирана за да можат тие резултати кои што се добиваат од таму да бидат релевантни. И конечно поднесовме ние и амандман со колешката Поповска како пратеничкиот дом на буџетот за 2020 година и министерката за финансија Ангеловска и пратениците и од позиција и од опозиција го прифатија амандманот со кој што се обезбедија дополнителни средства некаде од прилика околу 100.000 евра за да се акредитира лабораторијата, така што се надеваме конечно оваа година тоа ќе се случи бидејќи веќе се обезбедени финансиски средства. Во однос на довербата во институциите, точно е, тоа е голем проблем, има недоверба во институциите, но знаете, не можеме вината да префрламе кај граѓаните, зашто граѓаните немаат доверба во институциите. Работа на институциите е да покажат интегритет, кредибилност, одговорност и честност во работата, за да граѓаните веруваат. Логично е дека во услови кога имаме навистина голем проблем со загадувањето на воздухот, а многу малку казни се изречени, особено од овие така што ги нарекуваме големи индустријски загадувачи кои што имаат интегрирани дозволи, нели што се во надлежност на контрола на Државниот инспекторат, и да нема практично санкции за некои од тие загадувачи, навистина е многу чудно. И логично е дека граѓаните немаат доверба во она што таа институција го работи и во резултатите од тоа делување. Од друга страна се покажа, например, во градскиот инспекторат на град Скопје, каде што раководител е подпредседателот на Дом Мирослав Богдановски, тие во изминатиот период
постојано се на терен, се зголеми неколкократно и бројот на инспекцијски контроли, редовни и вонредни, бројот на санкционирани загадувачи, но во нивна ингеренција се оние со Б интегрирани дозволи, тоа е во надлежноста, така е регулирано со закон, што значи дека може да се постигнат резултати и тогаш граѓаните воспоставуваат доверба во институцијата. Например, градскиот инспекторат постојано реагира и на пријавите на граѓаните. Тие директно и на телефонските броеви и преку социјалните мрежи посочуваат, севуваат до градскиот инспекторат, укажуваат каде забележале некое загадување. Инспекторатот излегува на терен, се санкционира соодветно загадувањето кое што е направено и така се воспоставува, тоа е начинот како можеме сите како граѓани да добиеме доверба во институциите, што се стогласувам дека е клучно во целиот процес. Господјо Морачанин, Македонија е потписник на Базелската конвенција за управување со отпад. Дали овие законски измени, односно забраната за увоз на отпад, ќе влијае врз нашите односи со Европската унија? Не мислам дека тоа би влијаело на некој реципроцитет, дека ако ние го забраниме увозот на отпад како енергенс, тоа би значело и забрана на извозот на нашиот опасен отпад, бидејќи една од суштините на таа меѓународна Базелска конвенција е точно да го регулира целиот транзит, извоз на отпад, но и да ги заштити неразвиените земји, земјите во развој од увоз на отпад од развиените земји кои што секако и продуцираат поголема количина на отпад. Така што не очекувам дека ниту има во суштината на Базелската конвенција не е тоа, нема соодветен реципроцитет, затоа што објаснувањето е дека ние едноставно немаме ефикасен систем за контрола на увозот на отпад и потоа на согорувачките процеси и ова е една привремена мерка, значи да го забраниме увоз на отпад како енергенс, додека не ги воспоставиме овие ефикасни системи на контрола. И мислам дека тука не би требало да има ништо спорно околу овој момент. И сосема за крај, господин Морачанин, факт е дека ако нашата депонија Дрисла проработеше во полн капацитет, осовременета, изградена и така натаму, сигурно дека ќе немаше потреба од увоз на отпад. Впрочем, и ние создаваме отпад, меѓутоа, за жал, нашиот отпад е повеќе комунален отпад, она што е друго, се уште немаме современи технологии за негово третирање. Како вие гледате на овој проблем? Да, и тоа е една од темите која што за жал во целиот овој период не успеавме да започнеме да ефикасно да ја решаваме. Добро е што во последните 2-3 години интензивно се работи на ова прашање, како да се обезбеди систем за управување со отпадот на ниво на целата територија на нашата држава. Она што сум упатена е дека во североисточниот и источниот плански регион, во околината на Свети Николе, веќе таму се планира една регионална санитарна депонија, тоа се практично современи центри за управување со отпад, веќе е во фаза на изведба на тој проект, обезбедена е целата таа и планска документација, веќе е започнато и завршени се практично тендерите, започнено набавка на опрема која што е потребна за оваа регионална санитарна депонија и тоа е начинот како треба правилно да се управува со отпадот, преку такви современи центри за управување со отпад, кои што на ниво на Македонија се планирани како потреба околу 6 такви центри. Да, Дрисла требаше да биде еден од таквите центри, и тоа е единствената, јас би рекла, полусанитарна депонија која што ние имаме, бидејќи не ги исполнува сите услови да кажеме дека е реално санитарна стандардна депонија со сите стандарди, но ете единственото нешто што го имаме. Но како беше дадена да биде под управување со италијанската фирма, која што тогаш се обврза дека ќе инвестира, ќе се вложуваат средства за да се осовремени капацитетот на Дрисла, од тоа ништо не се случи. Да, и тоа што градот 7 години се водеа судски спорови, така се уште
ни еден странец, барем тоа е познато, ако има судски спор во домицилната држава, нема да инвестира. Меѓутоа да оставиме тоа како едно лошо минато за нашата држава, за нашиот... се изгуби тука премногу долго време, но добро е, јас навистина сметам дека е добро што градот ја зема сега во владение и ќе може навистина тој процес на создавање на сите потребни услови да се направи дрисла современа санитарна депонија со сите стандарди. Радио Спектар. Факт е дека нашава држава се гуши во ѓубре од секаков вид, од комунален отпад, од друг вид на отпад и така натаму. Имаме стотици такви диви депонии. Постојано чинам дека веќе преку 2 децении зборуваме за изградба на депонии, а депониите се скапа работа. Пример за македонски услови, пример една просечна депонија би чинела 20 до 40 милиони евра. Факт е дека ни државата не мрдна со мал прст да ги обезбеди овие пари, а обезбедува пари за нешто друго. Сега да ве навратам на една добра практика што владае во нашето окружување во Бугарија, па беше присутна и кај нас пред чинам 30 на години. Пример, градската автобуска станица изгради градот Скопје и ја даде под концесија на приватник. Пример, исто во Бугарија, голем дел од депониите ги направи државата, значи државата ги направи, а ги даде на управување на приватни компании. Дали не мислите дека и за Македонија ова би било добро решение? Државата да ги изгради и да ги даде на управување на приватни фирми. Финансиските модели можат различно да се решаваат. Еве конкретно за ова депонија што е веќе започната за североисточниот и источниот регион, средствата се од европските фондови. И да, тие се од прилика бројките, цифри кои што се потребни, скапо е, потребни се големи средства за тоа. Знаете што е суштинско? Суштинско е да се управува не само од финансиски аспект соодветно, туку навистина да тоа биде правилен начин на третирање на отпадот, да се обезбеди и селекција на отпадот и рециклирање на отпадот. Затоа што современите трендови се да се создава што е можно помала количина на отпад. Тоа е циркуларната економија која треба да го замени моделот на линеарна економија кој што моментално се уште е доминантен. Линеарната економија значи ги користите природните ресурси во огромни количини, потоа создавате хиперпродукција на производи кои што не ни се ни потребни, тоа е тоа потрошувачко општество, и на крајот најголем дел од тоа завршува како отпад, во кој, како што велите, сите се гушиме и целата планета е преплавена со отпад. Тој модел мора да се напушти затоа што е неодржлив. Веќе ние не можеме да се справуваме, зборувам сега на светско ниво за Македонија. Меѓутоа факт е дека каскаме со изградбата на депонии, така што нема друг начин освен тоа. Мора да се селектира отпадот, тоа да почне на ниво на домаќинства, значи зборуваме за цел систем за управување со отпад. Изградба на депонии. Затоа што крајната цел на системот за управување со отпад е што повеќе да селектирате и рециклирате, да се реупотребува, а на крајот сосема мала количина на отпад да остане за согорување и на крајот минимално за депонирање. Тоа е перспективата на третманот на отпад. Радио Спектар. Ете, такви се ставовите и мислењата на партијата Дом и на пратеникот во собранието Маја Морачанин. Пред една недела на граничниот премин Богородица беа запрени на ворнен ден инспекцијски надзор 11 камиони со РДФ горивото, отпад кој од Италија преку Грција требаше да влезе во Македонија за потребите на Скопската цементарница. Но, бидејќи Македонија нема лабораторија за испитување мостри, беа пратени во Естонија. Резултатите стигнаа вчера. Цементарницата Усје соопшти дека резултатите од вморената контрола на алтернативното гориво за потребите на компанијата уште еднаш докажале дека работат според највисоките европски и домашни стандарди и дека употребуваат гориво кое е еколошки безбедно. Потврдата од независната лабораторија од Естонија исто така покажа дека сите спротивни гледања искажани во јавноста се комплетно неосновани и шпекулативни и дека, за жал, воопшто немаат за цел да се идентификуваат вистинските и реални причинители на состојбите со амбиенталниот воздух во Скопје, наведуваат од компанијата.
Државата има обврски произлезени од меѓународни договори, а отпадот за согорување е всушност РДФ и секаде низ Европската унија е стандардна процедура во цементарниците да се согорува отпад. Скопската цементарница Титан Усие во моментов добива само 5% од енергијата од согорување отпад, а дозволата која ја имаат од 2013 година дозволува да согоруваат до 20%. Вистинското прашање е што ќе горат тие во иднина ако не горат РДФ алтернативно горево. Сега ќе треба да горат мазут, нафта. Според регистарот од Министерството за животна средина, Усие има увезено 25.000 тони запалив отпад, односно смеса на горива од една грчка и од 3 италијански фирми. За користење на алтернативното гориво, Усие има дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, односно да користи такво гориво до 35% од потребите за гориво во производствениот процес. А што покажуваат статистиките за отпадот? Македонија најмногу отпад увезла во периодот од 2010 до 2014 година и во 2015 година и 2016 година. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека сега се помалку се увезува, а на таа сметка расте извозот на отпад. Вели дека ако треба увозот да се ограничува, ќе мора да има и дополнителни консултации, бидејќи Македонија е потписник на Базелската конвенција и вели дека не може да се излезе надвор од европските стандарди. Според податоците на Заводот за статистика од 2012 до 2014 година во земјава биле увезени над 8.200.000 тони отпад, што е значително повеќе во однос на увезените количини во претходните години и годината потоа. Истовремено податоците покажуваат дека земјата во просек годишно произведува од 700 до 800.000 тони комунален отпад, а например во 2016-та компаниите во земјава создале помалку од 2 милиони тони индустријски отпад. Најмногу е увезено отпад од соседна Бугарија, над 7.400.000 тони, а во истиот период биле увезени повеќе од 490.000 тони отпад од Србија и над 250.000 тони од Обединетите Арапски Емирати, покажуваат документите од Државниот завод за статистика. Останатиот дел од отпадот, земјата во тој период го увезла од Турција на 32.000 тони, а помали количини се увезени од други земји од Европската унија, како Франција, Германија, Грција, Шпанија, Италија, но и од Швајцарија и од други држави. Според секторот за управување со отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање, најмногу цврст отпад минатата година е увезуван од Бугарија, и тоа отпадно железо од страна на компанијата Макстил, како незина основна суровина за работа, а има компании кои увезувале отпадна гума и отпадни акумулатори. За овие видови отпад постојат преработувачки капацитети во земјата. Од тие скоро 2 милиона, над 1,5 милиони тони отпад има увезено Макстил. Исто така се увезени и 12.500 тони акумулатори, од кои 9.500 тони се оловни. Меѓу останатиот отпад кој фирмите го увезле во земјава е пластика, гума, картон, хартија и други метали како бронза, бакар и алуминиум, масло и маза јадење и друго. Увозот на отпад во нашава држава заради отстранување, односно депонирање како единствена постапка за отстранување на отпад е забрането со законот. Дозволен е само увоз за отпад исклучиво за преработка, велат од секторот за отпад при Министерството за животна средина. Радио Спектар. Почитувани слушатели, се уште зборуваме за отпадот. Деновиве јавноста беше разбранувана со медицинскиот отпад. Унгарија го отповика почесниот конзул во Битола, Сашо Јанакиевски, газда на фирмата Екоклуб за транспорт на медицински отпад. Фирмата Екоклуб, за која скопскиот градоначалник Петре Шилегов кажа дека несоодветно го третира медицинскиот отпад пред да го депонира на депонијата Дрисла. Според фотографиите и снимките што ги направиле инспектори од град Скопје, а кои ги објави Шилегов на 4 февруари, се гледа дека медицинскиот отпад во погонот на Екоклуб кај МЗ не се преработува.
Шприцеви, игли, крвави гази и други медицински отпад беа во контакт со кучиња скитници, потоа се префрлаше во камион за транспорт, незаштитен во посебни кеси, како што е постапката за депонирање на ваков вид отпад, а при тоа од камионот се цедеше крв. Градоначалникот Шилегов тогаш кажа дека медицински отпад без термички да се обработи и стерилизира од погонот се депонирал на депонијата Дрисла, а затоа инспекторите на град Скопје имаат видеоматеријал снимен во декември кој веднаш го предале во јавното обвинителство. Јавното обвинителство отвори истрага која е во тек. Фирмата Екоклуб го доби тендерот за одржување на хигиената во кругот на клиничкиот центар во Скопје во јануари 2018 година. Факт е дека имаме застарена и нефункционална законска регулатива за отпадот и генерално за заштита на животната средина. Министерството за животна средина предложи 6 нови закони од областа на постапување со отпадот, усогласени со европските стандарди и регулативи. Очигледно, со нив ќе се занимава следното собрание.